Почитувајте ги вашите родители. Тој ми е пријател од Солун, висок човек, над 1,80 м. Порано кога доаѓаше во Атина, ручевме во ресторан. Ги излезевме на по некој пијалак. Виното секогаш ги намалуваше нашите вистини. Стефанос, ми рече еднаш, ова ми го велеше татко ми за жените, а на устата му се појави лукава насмевка. Најлошата особина кај мажот е најдобрата кај жената. И двајцата прснавме во смеа. Не само за претерување, туку и за начинот како што го кажа тоа. Но тогаш од нигде никаде мојот пријател почна да плаче. Прво полека, а потоа посилно. На крајот липаше. Не знаев зошто плаче, ниту знаев како да се однесувам. Прво не реков ништо од почит кон мојот пријател. Еј, другар, што е проблемот? Најпосле го прашав. Татко ми почина најаднаш пред неколку години. Бев ужасен со него и не успеав да му кажам колку многу го сакам. Дури откако замина, сватив колку прекрасен човек бил. Седев покрај мојот пријател и страдав со него. Работите ги земаме здраво за готово. И нашите родители се дел од тоа. Одеднаш, едно утро исчезнуваат за секогаш. А ние остануваме со еден куп работи кои што не сме сакале да им ги кажем, но не сме успеале. Ако вашите родители се уште живи, одете и посетете ги. Денеска. Универзумот не запире кога ќе дојде вашето време. Прегрнете ги вашите родители. Не плашете се од прегратките. Кажете им колку многу ги сакате. Многу направиле за вас. Дури и кога ќе имате свој деца, ќе сватите колку многу направиле за вас. И не побарале ништо за возврат. Се што сакаат е да им возвратите на љубовта. Тоа е се. Се што треба да направите е да им покажете. Нивните грешки се направени со најдобри намери. Простете им. И нивните родители грешеле. И вие ќе грешите со вашите деца. Но ќе дојде ден, а сигурно ќе дојде, кога вашите деца ќе ве прегрнат. За да ви простат, сакајте ги родителите, пријатели, исто како што ги сакате вашите деца. Бидејќи да не беа вашите родители, вашите деца немаше да постојат.